Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Продолжува намалувањето на бројот на заразени, хоспитализирани и починати од коронавирус, покажува неделниот извештај. Вработените административци во управата и правосудството на 7 и 8 април ќе одржат предупредувачки протест. Зголемен број на казни за брзо возење во Тетово, во март санкционирани 793 возачи. Продолжува намалувањето на бројот на заразени, хоспитализирани и починати лица од коронавирус, покажува неделниот извештај на Институтот за јавно здравје за периодот од 28 март до 3 април годинава. Се уште доминира Омикрон стелт варијантата. Продолжува трендот на намалување на бројот на заразени и починати лица, како и бројот на хоспитализации заради коронавирусот. Ова се најновите податоци од Институтот за јавно здравје за изминатата недела. Тестирани се 14.873 материјали, а регистрирани се 1.602 нови позитивни случаи од 30 градови во државата, што е намалување од 5,4% во однос на претходната седмица. Процентот на позитивност се движи од 4,2 до 12,5%. Просечно 10,2%. Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје, а највисока неделна инциденца е регистрирана во Кавадарци, Делчево и Битола. Регистрирани се заболени лица во сите возрастни групи. Најзастапена е возрастната група на лица на возраст над 60 години, а најмал број регистриран кај возрастната група од 0 до 9 години. Во однос на претходната недела, најголемо зголемување на бројот на заболени се регистрира кај возрастните групи од 0 до 9 и 10 до 19, а најзабележително намалување во споредба со минатата недела се забележува кај возрастната група од 20 до 29 години. Со статус оздравени се стекнали 1706 лица во хоспитализирани услови или на домашно лекување, 4,6% помалку во споредба со минатата недела. Вкупно се пријавени 272 реинфекции со зголемување од 1,5% во однос на претходната недела. Пријавени се 12 смртни случаи во 8 градови со датум на смрт во текот на изминатата недела, за 45,5% помалку во однос на претходната недела. Најголем дел од нив се од Скопје. Во однос на возраста регистрирани се 11 починати од возрастната група над 60 години и 1 починат од возрастната група од 50 до 59 години. Во лабораторијата за вирусологија и молекуларна дијагностика при ЈАЗа во текот на изминатата недела е изведен ПСР тестот за детекција на SARS-CoV-2 кај 92 позитивни примероци на SARS-CoV-2 од болнички и примероци од пунктовите. Позитивните примероци се одбрани од тестираните позитивни во период од 28.3 до 2.4 од Скопје, Кавадарци, Тетово, Велес, Охрид и Гевгелија. Во 6 од испитуваните примероци е докажана БА1 сублинијата на Омикрон. Во 86 од испитуваните примероци е докажана БА2 сублинијата на Омикрон, уште позната и како стелт. Според извештаите од болниците, моментално се хоспитализирани 71 лице, 13,4% помалку во споредба со претходната недела. Од нив 27 се на кислородна поддршка, 18,2% помалку во споредба со претходната недела, а 5 на инвазивна-неинвазивна механичка вентилација, за 4 повеќе во споредба со претходната недела. Председателот на УПОС Трпе Дејановски денеска објави дека вработените административци во управата и правосудството ќе одржат предупредувачки протест во сите институции каде што има синдикални организации. Првиот човек на синдикатот како основна причина за тоа ја наведува дека голем дел од вработените не ја добиле зголемената минимална плата за месец март. Синдикатот на УПОС на 7 и 8 април од 10 до 12 часот во сите институции каде што има синдикални организации организира предупредувачки прекин на работниот процес. Се надевавме дека владата и надлежните ќе имаат барем малку сенс и ќе направат напори овој период да разговараме и да најдеме начин за решавање на нашите барања, но изгледа дека владата не е заинтересирана за преговори со нас, иако тоа го вети. Она за што предупредувавме минатиот период се оствари и скоро во сите институции во управата и правосудството на вработените не им се исплаќа минималната плата.
До сега, над 95% од институциите продолжуваат со исплата на плата под минимална плата. Останатите 5% дел не знаат што да прават, па не ни ја спремаат платата, а оние што се потрудиле да исплатат минимална плата, направиле катастрофални грешки во исплатата на истата. Повторно, вработените во управата и правосудството остануваат единствените вработени во државата со плата под минималната плата. Ваквата состојба единствено допринесе незадоволството кај вработените уште повеќе да порасне и да се зголемат барањата прекинот на работниот процес кој е предвиден за 7 и 8 април да продолжи во наредните денови и недели. Министерот за економија Крешник Бектеши денеска на пресконференција информираше дека Министерството за економија, согласно програмата за развој на предприемништвото и конкурентноста на мали и средни предпријатија за 2022 година, објави 2 јавни повици за поддршка на домашните компании. Објавени се јавните повици за субвенционирање на микро и мали предпријатија и за субвенционирање на занаетчи, кои што ќе траат заклучно со 6 мај ова година, односно 1 месец. Поддршката од страна на Министерството за економија, која што е предвидена за домашните компании, преку овие 2 јавни повици е вкупно 56 милиони денари, односно приближно 1 милион евра. При што вкупно 50 милиони денари се предвидени за субвенционирање на микро и мали предпријатија, или околу 800.000 евра, и 6 милиони денари за поддршка на занаетчите, или околу 100.000 евра. Условите на јавниот повик за субвенционирање на микро, мали и средни предпријатија предвидуваат да вработуваат најмалку 3 лица, односно најмалку 2 лица доколку апликантот е предпријатие во собственост или управувано од жена. А ќе се кофинансираат 30% од докажаните трошоци направени за набавка на машини, потребни за производствениот процес, но не повеќе од 200.000 денари по барател. Согласно јавниот повик за субвенционирање на занаетчи и вршители на занаетчиска дејност, ќе бидат кофинансирани 40% од докажаните трошоци, направени за набавка на машини и алати, наменети за работа, кои се направени во текот на 2021 и текот на ова година, но не повеќе од 100.000 денари по барател. ЗЕЛС во името на општините со повик за подмирување на данокот на имот заради избегнување на дополнителни трошоци за граѓаните од присилна наплата. Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Северна Македонија преку соопштение до медиумите ги информира граѓаните дека во општините во тек е постапка за доставување на решенијата за данок на имот и решенијата за комунална такса фирмарина за 2022 година. Во втората половина на месец април дел од општините ќе ги спроведуваат и решенијата за забрана на средства во банка, блокади за неисплатени решенија за 2019 година, односно за оние даночни обврзници кои 3 години не ги платиле своите обврски. При што сите даночни обврзници кои должат по овој основ можат најдоцна до 15 април да го подмират својот долг по основ на решенија за данок на имот и по основ на решенија за комунална такса фирмарина без дополнителни трошоци. Од ЗЕЛС ги повикуваат сите физички и правни лица кои го немаат пријавено својот имот на подрачјето на општините или промените на имот, да го сторат истото во најкраток можен рок, за да ги избегнат глобите за непријавување на имотот кои согласно измените на Законот за даноци на имот од јули 2021 се движат од 300 до 10.000 евра за правни лица, од 50 до 500 евра за одговорните лица во правните лица, додека за физички лица глобата за непријавување, односно неподнесување даночна пријава е во висина од 250 евра, при што за истото следи соодветна прекршочна постапка. Во рамки на законските надлежности на локалната самоуправа, општините вршат надзор и контроли врз сите физички и правни лица, со цел законски, правилно и навремено утврдување на данокот на имот, со цел овозможување праведно и правично оданочување, се вели во соопштението на ЗЕЛС. Гостиварец пријавил измама. Малолетник нападнат од 2 лица. Во полицискиот билтен и информација за спроведена акцијска контрола на пешаци.
86-годишен гостиварец вчера во СВР Тетово пријавил дека на 30 минатиот месец пред менувачница во Гостивар бил измамен од две машки лица, едното наводно од Словенија, а другото од Скопско Волково, кои му побарале денари за да видат како изгледаат, за да не погрешат при купување на златен накет. Според пријавеното, тој им дал известна сума пари од пензијата, а тие му оставиле лажен накет, односно диамант, како гаранција дека ќе се вратат и ќе му ги донесат денарите. По подолго чекање сватил дека бил измамен и случајот го пријавил. Се расчистува и документира случајот. Малолетникот Тетовско Радиовце во присуство на неговиот татко во полицијата пријавил дека во Тетово бил физички нападнат од две лица, од кои едното го познавал, а поради нивни недоразбирања. Се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот. Полициски службеници на СВР Тетово вчера на улица Цветан Димов во Тетово со судска наредба привеле 21-годишник од Гостиварско Чегране, осуден на едногодишна затворска казна за сторено кривично дело тешка кражба. По приведувањето тој е предаден во казнено-поправната установа Затвор Тетово во Тетово за издржување на казната. Полициски службеници на СВР Тетово вчера од 8 до 12 часот спровеле зајакната акцијска контрола за прекршоци што ги чинат пешаците, во која биле откриени и санкционирани вкупно 27 вакви прекршоци, од кои 16 во Тетовско и 11 во Гостиварско. Најголемиот број од нив, односно 17, се однесувале на преминување на улиците надвор од обележани пешачки премини. На сите пешаци прекршители изготвени им се соодветни поднесоци и ќе се соочат со законски предвидените парични глоби. При контролата исто така биле санкционирани 12 други видови сообраќајни прекршоци. Секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш апелира до пешаците да внимаваат кога и каде ги преминуваат улиците и како се однесуваат во сообраќајот, посебно кога се движат по улици или патишта на кои нема обликувани тротоари. Со тоа најдиректно ќе придонесат за сопствената и безбедноста на другите учесници во сообраќајот. На возачите пак им се укажува секогаш и секаде да им даваат предност на пешаците и да ја прилагодат брзината пред обележаните пешачки премини. Зголемен број на казни за брзо возење во Тетово. Во март санкционирани 793 возачи. Минатиот месец на поширокото тетовско подрачје откриени и санкционирани се 231 возач повеќе во споредба со истиот период лани, односно вкупно 793 возачи кои ја пречекориле максимално дозволената брзина. Најмногу на тетовскиот дел од автопатот Гостивар Тетово Скопје и низ тетовските улици. На пребрзите возачи во овој период изготвени им се поднесоци, а оние со најголеми пречекорувања ќе се соочат и со мерка времено одземање на нивните возачки дозволи од 3 месеци до 1 година. Во периодот за кој станува збор исто така, споредено со минатогодишниот март, санкционирани се и поголем број возачи кои ги управувале возилата без положен возачки испит и валидна дозвола. Вкупно 142, односно 53 повеќе. Најмногу од нив управувале патнички моторни возила и мотоцикли. Секторот за внатрешни работи Тетово континуирано спроведува превентивни и други активности, во рамките на кои посебен фокус се возачите кои се движат со поголема брзина од пропишаната и без возачка дозвола, а кои се планирани наредните месеци. Ова дотолку повеќе што и во март на ова подрачје најчести причини за случајните сообраќајни несреќи се токму неприлагодената брзина и неправилното вршење дејствие пред се на градските улици и автопатот, велат од СВР Тетово.
Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!